Стално правило број 1 е полека се учи, брзо се греши. Не можеш да покажеш перформанс на движење што не го знаеш. Мораш пред да го научиш. Учиш олимписко кревање на тегови, учиш 3 месеца со шипка само како се влече шипката. А певец е пластично. Учиш бокс, 3 месеци учиш чекори, синхронизација рака, нога, после ќе маваш вреќи. Полека се учи, брзо се греши. Ако те пуштам одма да маваш на вреќа у бокс, ќе направиш повреда и нема да дојдеш до врвниот резултат. Во сите спортови е тоа така. Полека се учи, брзо се греши. Тоа ми е нека основа каде што им ја кажувам на сите, се имам јас правило број 2, правило број 3, ама Нека си дојдат кај тебе, нека си научат повеќе. така. Здраво дечки, на уште една епизода на Томас Перформанс подкаст. Овој пат со нас е Даниел Требогазов. Мало, кратко инфо за зошто е Даниел тука. Како и секоја епизода, заради моја лична љубопитност и мој личен мерак со гостите кои што си ги канам, сакам да се разговарам. Ние со Даниел не формално, не преблиску, ама се знаеме за еден со друг дека постоиме, па може 15 години. Преку 15 години, да. Так. Да. Во тоа време општата спортска слика во Македонија е преразлична од денес. Јас само знам дека ти си активен на тоа поле под чадор спорт, општо. Знам дека си активен и со клубови, со сајтови и денес си тука да ми ја пополниш таа некоја 15 години дупка како перформанс атлета. Како си почнал, зашто, трендови, ово оно, така да здраво и добре дојде тука. Ајде, Томас, здраво и од мене. Мило ми е што доаѓам и после 15 години правиме една дружба. Сепак 15 години е една огромна ретроспектива и има што да се збори, Има, особено много, да. кога си човек од искуството, човек од теренот, ја викам, не седиш на трибини, туку си доле се бориш цели 15 години, да чуеш дека во држава после 15 години има спорт, има фитнес, има многу развиени спортови, многу гранки, сето тоа иде напред и напред. Арно, ама пред 15 години не беше така. Пред да почнеме баш конкретно твојата активност на ова поле, кажи ми накратко само спортска позадина. Ја памтам дека ти со пливање, Так, као дете имаш, тоа ти е онака као прв спорт, так. тоа те има навлечено, ама дај едно кратко спортско био, Ајде, вака, спортско до био. твоето дипломирање. Спортско био, значи дека, ако рековме премногу е 15 години ретроспектива, Уште поисна, уште поназад треба да се вратиме, да кажам дека 28 години сум физички активен без да сопрам во животот. Баш така. 28 години се бавам со спорт, значи од моја 7 година сум со главата под вода. Сум почнал со пливање, тоа е мојот матичен спорт, каде што и ден денеска се бавам со пливање, работам со пливање, имам позади мене една пливачка кариера, не толку како надпреварвач, но како тренер, спасител, понатаму професор, во моментов асистент на факултетот за физичка култура по пливање, катедра, така да сум започнал со пливање. Значи, кога збориме 28 години. активен Да, упливање, активен упливање. Активен, да, со... Тренер, професор, Да, надпреварувачки не, али сум спремал многу спортисти, особено кондицијскиот дел како кондиционен тренер во пливање, имам доста пливачи спремано за надпревари. почнуваш така, Почнувам така, да, тоа почнувам вајда со те тера пливање, да влезеш у физкултурно влегувам, работам, образование. порано ќе се вратам пред физкултурно, јас пливам 5 години во животот, као дете, ми се случува некоја инфекција на уше, додека пливам, мало дете страв, леле, не слушам месец дена со капки, послабо слушаш со едното уше, се разочаруваш, не ќеш да пливаш, понатаму правиш отпор. Океј, супер, проаѓам пола година рекавери за ушето, као, сега сакам да пробам кошарка, пробуваш, не знам, нешто ти текнало, бокс, ајде, бокс, тоа би било све Битно, седење дома немало. Никако, до 8 оделење, го имав тоа искуство и решив понатаму што како во животот да се запишам средно физкултурно. Кажи ми, извини,
Например, ја кога завршував 8, немав некоја ориентација кај сакам да идам, како што претпоставувам и многу деца се тоа што идат по гимназии. Ама да отидеш на физкултурно, значи ти си веќе со некое жарче у тебе што те ориентира прилично силно да ја одбереш таа насока. Да. Ти го осеќаш тоа уште од тоа време? Сега ќе ти кажам како стојат работите. Сепак имам завршено средно физкултурно, па факултет за физичка култура, па магистратура, така да сум цело време таму и генерално нели. Тоа викам, едно ама тоа вака, значи ти од 8 најчесто, оделение знаеш како си бил викаат? решен. Знаеш како викаат? Абе, овој не го бива за ништо, барем за спорт нека иде нешто, нека тренира. Не е било така. Генерално викаат сите така, ама ја не сум бил од тие што биле со кецови, туку пак сум бил одличен ученик. Сум бил одличен ученик и сум сакал да се запишам средно физкултура. Тоа. У 8 оделение имаш конкретна желба. Да. Затоа Готово што јас сум насочен си. спортист од 7 година. Јас сум го доживеал тоа. Јас сум, нели, ние сме времето кога скапо било да си иде во теретана, си имал шипка дома, текчиња од бетон, дома си вежбал, си правел згибови с клекови. Тоа е нели едно време старо, old school, баш old school, каде што и самите теретани беа подруми што мирисаат на влага и на ргија. Тие беа времињата кај што така изгледаат теретаните. Ама исто тие и по базени, и по стадиони, таа прича. Да, таа е причата, тоа се почетоците. Македонија е сепак една млада држава, каде што тука се почетоците. Во тоа време, тој период имаше, ја како дете ги памтам, оние постарine бодибилдери беа 3-4 теретани во градов. 3 теретани, толку беа, немаше многу. Малски, подрумски теретани. Pumping iron. Да. Да, знаеш дека има смисла у тоа време. Тој што тренирал, сакал да тренира. Да, не сакал да ради тренира. тренд, не ради... Да. Тој едноставно го осетил тоа уживо. Ние не знаевме што е тоа тренд. Немаше трендови. Да. Немаше трендови. Ти си немаше... Јас на мои 16 години започнав со фитнес да се бавам. Бев. Средно физкултурно, сакав од 15 години, ми вика, леле, млад си, не може, премногу си мал да вежбаш, тие беа нели некои стереотипи каде што нема растот во пубертет да ти порасна. Кој ти ги избори тие ствари? Види, тие беа времиња каде што информацијата беше скапоцена да доеш до информација. Денешно време отвараш добиваш све. Ако чуеш инфо, ќе чуеш од некој постар. Немало вебсайт, па ќе отворам, ќе прочитам што како. Немаше на македонски ништо достапна информација. Од професорите на средно физкултурно, ако сме слушнеле нешто, сме биле срекни. Јас сум бил од оние, да не речам, бубалица. Средно физкултурно, Се трудев. Ние го имавме оној менталитет каде што влегуваш и мораш да бидеш најдобар. Час по пливање морам ја најдобар да бидам денес на час. Атлетика, морам јас најбрзо 40 метри, најбрзо да ги истрчам 40 метри. И сме се надпреварувале меѓу нас. Ама збориш у множина, ама тоа не е... колективата била таква. Имало, например, во секој клас спремни ликови, кај мене од клас имало 4-5 државни прваци во нешто. Некој во бокс, некој во карате, некој во пливање. Сите сме биле спремни, сме се натпреварували. Сега ти идеш на час по психомоторика на 16 години и ти вика максимум згибови. И сега тој прави 16, па ти ќе умреш на врате од не направиш 17, да се докажеш дека си појак, дека си поспремен. Правиш 17, за 2 недели он се враќа ти прави 18. Ти мораш да се спремиш да направиш 19, па што сакам нека биде. Тоа ни била некоја сатисфакција, сме се гурале. Ама дали сме се туркале како колектива. И тоа влијае, мислам, тоа останува после цел живот. Останува и ја викам вака, еве, јас сум на катедра пливање. Пред 15 години, јас кога сум бил студент, имало нормативи во пливањето. Се знаело, сакаш 10-ка, мораш да испливаш крал 100 метра, 100 метра мешано, испод минута и 30. Испод минута и 30. Па ние сме биле 20 души што сме се бореле минута и 20, минута 27, минута 22, кој подобро време ќе исплива. Да. Ние сме имале надпревар за време на час. Најс. Нема појак. Тоа ви го памтам и атлетика кој имавте после на стаза ќе доете. Куперов тест. Кој ќе истрча поише за 12 минути. Да.
Сме оставале, сме го пукале срцето на терен. Тоа било на јак менталитет, колективата. Како поединец ништо не преш џабе си. Спремен џабе. Ако немаш колектива, Шварценегер не би бил Шварценегер ако немал со кој да вежба. Да, бе, стварно е, леле, да. Он кревал 25, овој 25, чекај, јас 26 кила ќе кренам. Многу гледаш како одма си влеговме у некоја срж, како Да. у годините кога се формираш и карактерно и физички. Компаративно пред 15 години, сега тие нормативи, зборам за 10 по пливање, ако ние сме се бореле минути и 20 да испливаме 20 студенти, сега има 20 студенти од генерација што ќе испливаат минути и 30, најчесто тие што тренирале пливање. Други нема. Многу помалце паднати се стандардите, нормативите, духот за надпревар помеѓу нив го нема, тој глад што сме го имале ние како глад. Не знам зошто е тоа така. Нели е малку контраинтуитивно, затоа што го почнавме муабетот како во денешно време прилики, можности и клубови и институции и установи има 10-кратно повеќе. Така. Квантитет има многу повеќе од луѓе што се бават, а од друга страна сега ми кажаш дека квалитетот па е опаднат. Опаднат. Тоа е најчесто стално така. Што повеќе услови, помалце вредност ги вреднуваш работите што ги имаш. Што помалце имаш, знаеш како е? Сега имаш кош во секоја населба. Нема деца да играат. Ние немавме кошови. Ние имавме табла нацртана со спреј на зид и еден образ стаено. Не би или го 10 знаеш. боли пара, се тепавме кој да игра. Исто. Или го знаеш да чекаш боли пар. Кошот е у оноа таму трето мало. Идеш таму 20 боли пара ги чекаш. Затоа што немало 200 коша, имало еден и сите сме го вреднувале. Сега имаш момент, имаш 200 коша, никој не ги вреднува толку. Не дека нема деца што играат, ама не со тој жар како што сте играло порано. Чекај сега едно друго нешто ми спомна. Знаеш, јас секад пробувам малку подлабоко да го ископам тоа што го тера човекот да е хај перформер, сепак нели перформанс е подкастов. Во осмо, веќе тренираш неколку години, веќе имаш чувство дека твојата иднина е во тоа. Почнаш средно, на 16 години, нешто те завлекува да тргнеш фитнес. Да, тоа е фитнес. Тоа е некоја друг... Тоа е фитнесот. Нишка некоја друг интерес, дека и тоа е во времења кога... Да, сепак, знаеш, пак се тоа тинеџерски води, каде што период децата од 14 до 16 годишна возраст во оној пубертет, каде што сите стануваме свесни за тоа како изгледаме. И пораснуваш. Пораснуваш, се извишуваш. Тебе ти се деси некој такво тој период? Па да, бев највисок од клас, што значи сум израснал малце побрзо, за 10-15 сантима поише од сите. Ама не беше джгулјав? Не сум бил толку джгулјав, ама сепак бев слаб. Сепак се сеќам дека на 16 години, кога прв пат влегов у теретана, шипка... Не си бил не сум бил, Шварценегер. не, туку шипка од 10 кила ми била тешка и не сум можел правилно да ја контролирам, ми шантрале рацете. Тоа значи дека сум можел и 30 да кренам, ама неправилно. Да, бе, да. Али сум почнал полека. Со шипка правилно, па 2,5, па 2,5, па 5 кила, 50 кила. И што ми кажуваш? Зашто си почнал? Знаеш како е? Ја бев 7 оделение, брат ми беше 8 оделение и сега се дружиш со постарите. И сега кога си помлад, не те интересира толку што како, нив они се сепак понапредни, влегле во пубертет и почнуваат да ги интересираат мускулите. И сега, нели, ние сме од оние времења кај што се знае кој е најак од клас, се знае кој е најак од генерација, од другото школо, нели? Ги имавме оние муабети кај што ај на ферка, лева, десна, така. Сега имаше еден момент кај нас у нашата школа се направи некој момент кој може да направи 10 склека се надпреварува и е постарее од нас. И ја ги гледам дека се надпреваруваат 10 склека. Еј, чекај, овој за толку секунди правил 10 склека и му мерат, ме разбираш, му бројат. 10 че само? 10. Дечишта? 13 години, 14 години. И јас сваќам дека треба да пробам, и јас сум машко дете да пробам склеко. И не можам еден, два, тешко ми е. Што звоиш? Тешко ми е, затоа што не си го вежбал тоа. Јас сум бил цело време трчање, кошарка, фудбал, пливање, сервису мало. Знам, скроз друго. Качен на дрво, паднато дрво. Цело време активности. Али почнав еден склек, 2, 3, 5, 10.
дојдов, почнав да правам дете 14 години, више да правам по 40-50 склека, што е тоа сосема окей, сосема доволно. Го осети, Кога ќе осетиш еден склек, викаш еј можам еден, супер. Чекај ќе пробам два, еј 3, еј 5, 10 и така иде напредокот. Оноа чувство кога си почнал, не си можел ни еден, Да. и нема ни месец дена и правиш 50. И се чудиш на тој пред месец дена што не можел ни еден. Да. И стално после е тоа е добро. со секоја вежба така. Тоа нешто такво, тој прогрес те навлекува. Да, прогресот, промената, се чувствуваш убаво, се чувствуваш силно, се гледаш на огледало, имаш мускули, тие се тие тинејџерски води, изгледаш поубаво од другите, трчаш побрзо од другите, скокаш повисоко од другите. Тие се тие моментуми кај што тие храни самодовербата. Едноставно те прави чекор понапред, а кога си чекор понапред, стално е поубаво. Друго нешто што исто од секад ме интересирало за тебе, ја те знам 15 години. Ама ја те знам ваков. И јас секад те заебавам Шварценегер те кажа. Ти Да. имаш некоја прилично надпросечна градба, нешто за тоа што си така роден, висок, широки рамења, ама поголемиот дел е тренинг. Да, тренинг. Ама знам дека не си ваков Не. роден. Не, дефинитивно. Кога памтиш ли некој период кога ти се случила она некоја ептен најголема трансформација за во тоа што личиш денес? Денес си некое одржавање 15 години. Ама ова што е денес не постоело. Вага се, пред Кога се имаш формирано вака Шварценегерски? на 16 години кога почнав да вежбам, Од тогаш. од тогаш почнав од месец за месец да имам прогрес. Ја на 16 години, дека претходното искуство не ми е, јас почнувам на 16 години да се бавам со фитнес. Туку јас сум од 7 години спортист. А јасно, да. Тие тоа имаш јасно. кондицијата стекнато веќе кога почнуваш да се бавиш со фитнес на 16 Многу години. брзо имаш И напредок. јас за 3 месеци качив преку 12 кила мускулна маса. Мускул. Деце на 16 На кила. ше- У тоа време немаше протеин пиење. Знам. Немаше протеини. Туку на мајка ти ќе биде срам да отиде до продавница да купи 6 лева затоа што ти едеш 6 пати на ден по цел леп. Ме разбираш? Не знаеш за стоп, дете, само тренираш и само јадеш. Тренираш, јадеш, тренираш, јадеш. Ние сме растеле на лепи паштета и јас сум качил мускулна маса преку 12 кила на 16 годишна возраст. Вау. Чиста мускулна маса, грам сало на мене, тогаш сигурно сум бил испод 8% масти. Значи ти си вака од 18. Да. На 16 години, на 17 години вежбав, на 17 години веќе четврта физкултурно, ја више имав потисок над глава 110 кила, дете 17 години. 110 кила од клупа, 110 кила, прва повреда на рамо ми се случила 110 кила, втора повреда на рамо ми се случила на фрлање ѓуле. Се уште сме биле на снага сме туркале. Сепак сум влегол у некоја хардкор теретана каде што имало менталитет кој ќе крене највише. Плюс и телото се менја од месец Се у менува, месец. дефинитивно. А не си ја имал Прогресот го гледаш. до тоа ниво на свесност, не си го имал како Не денес. сум имал знаење. Да знаеш, Не сум имал чекај знаење. сега се прави оваа промена, има и повеќе awareness. Да. Не Ти сум го знаел. растеш, коските уште се оформуваат, Да. мускули се растат цело време и уште килажата ти фајал, така да ова да Да, речеме нормална повреда. Нормална повреда, брзо се закрепнало младо тело, 17 години, рекавери. Ама битно тоа што ме интересираше, ти си, кажи речи од 18 вака. Од 18, тогаш и се запознаваме, јас и ти преку Да. атлетиката. Па така, да. Јас почнувам да се бавам со фрлање ѓуле во атлетика. така. Да. Доаѓа професорката Божурка по атлетика, ме гледа дека јас фрлам највеќе од сите, ме фаќа за уше на Те надпревар. рекрутира, Ја ајде, идам подови, работнички? За работнички. Подови за Идам на работнички. гимназијада, фрлам ѓуле, прво место, Памтам. државен првак. Памтам, да. И така почнавме во таа вода, работнички Кираџиев. Да. Он беше трчач, он трчаше кратки пруги, средни пруги, средни пруги. Кираџиев Трчаше, е, да. Поздрав до Кираџиеви. Да, поздрав до Кираџиеви. Тогаш тоа време он така средни на кај долги почнува да, се ориентира. Уште немаше на кај... почнато полумаратон, Не, маратон. не. Да. Уште немаше почнато Абе човек, полумаратон. гледаš на кој времења ме потсекаше. Да. И Епа тие сега? беа тие времења кога малкумина трчаа доле на кеј.
Да, бе, да, знам, толку. Тоа Прсти беше. се броевме. Тоа беше да се истрча на кеј. Ја бев, нели, track and field, поле Да, и трак. да. Јас сум од фрлачки дисциплини, пак трчањето не сум го занемарувал, сум трчал, али не надпреварувачки. Сум имал неколку надпревари, Па трчање, мене така ми имаш 100-ки, паднато 200-ки. у очи. Правиме тренинг Да. ја и Јаце, например, на Кеј. И сега ние сме исушени джголјави и те гледаме тебе Шварценегер трча на Кеј. Трча, Каде бе, да. Даниел, што правиш? Да, да. И тука некаде, ова време, нешто што за тоа време беше реткост да се чуе, и за што сакам прилично добро внимание да посветиме, е moјтренер.mk. У Да. тоа време интернет беше dial-up, 3 юри или ADSL, ADSL. сајтови беа тие, ADSL. и трчаме со Аца, те гледаме на Кеј и ти почињаш да ми правиш момбе, те бе ќе правам нешто сајт ово оно, зашто за фитнес, како мој тренер, немаше ни недела две, идам стварно мој тренер МК, види македонски сајт Да. и мислам дека бар денес ти си по тоа мислам твојот бренд веќе се вика така. moјтренер.mk. Кажи ми како дое, раскажи ми аплика, што ти текна уопште, од кај Мој тренер. Завршувам Кажи ми, средно да. физкултурно, тоест факултет се запишувам, Почињаш факултет, да. почнува едукација, учиш, се едуцираш и навлегуваш на струката. Пак ќе кажам, сум бил можеби бубалица, сме биле неколку луѓе што ностоп сме си менувале книги, сме барале од тоа време документарци, истражувања. А доста богата, извини што ќе те прекитам, е библиотеката на физкултурно. Да. Може се некои стари руско-српски материјали. Ја не би ги нарекол стари руски материјали, Некои класици, туку ја да би, речем. класици поише, ја би рекол Ти знам нека имало. основата во спортската наука е 70-тите, 80-тите. Да. Генерално е словенска, балканска и руска да. литература. Нешто малце германско, можеме, американците те прекинав. покасно влегуваат. Дека поентата ми беше тоа, материјали имало, само прилично потешко достапни. Да. Да, Затоа имало те материјали. мотивира некако. Сега доаѓа моментот. Ние сме генерација каде што учевме од српски скрипти, од бугарски скрипти, од англиски книги, па дури и сме наоѓале да преведуваме руски научни трудови. Да. Од Веркошански и останати легенди што ги имат оставено основите на спортот, на спортската наука особено, не на спортот, спортската наука. Сме читале од таква литература и сега ти да бараш на англиски сајтови немаше многу информации. Буквално јас кога почнав да пишувам стати за мој тренер МК, јас го ставав знаењето, го преведував она што сум го читал на српски, на српско-хрватски, на бугарски. Ти као си го Да, интерпретираш. го интерпретирам, затоа што ако почнев да зборам од сам старт стручно, немаше кој да ме разбере стручно. Сега јас морам да зборам општо пластично и јас кога почнав да пишувам стати, почнав пластично да пишувам и затоа тоа време мој тренер доби многу голем рейтинг. Во период од 2 години јас имав напишано 860 стати, преку 860 Што стати за 2 збориш? години. Тоа значи дека Секој ден. па Нека ти две. секој ден, секој втор ден станував порано од Сабајле, ќе пишев 1 до 2 стати од Сабајле, али бев човек што чита, многу чита. Научни трудови извади 10 напред комбинација, како ќе си ги читам, ќе седнам, ќе си ги напишам. И тоа само нака од мерак. Само од мерак. Си направи Да, сајт, тоа не го правев за пари. Не е така, Не го не правев за бараше пари. ништо. Не. Почнав Уште немаш ни волонтерски. ни пиар, не си прекален да промовираш ништо. Не, волонтерски почнав сам за себе, за да се надоградувам самиот себе пред све, затоа што заврши факултет. Како го заврши факултетов, сакав веднаш да се запишам на постдипломски студии. Кога отидов на постдипломски студии, ми рекоа, слушаш, 2 години нема да има постдипломски, после ќе се отвори постдипломски. Ја викам, вака сега 2 години да не читам книги, ќе оглупам. 2 години да седам, ќе изгубам континуитет на учење, на читање, на пишување. Викам, ќе направам вебсайт, тоаш почна модерно блогови да се прават, колумни да се пишуваат. Викам, ајде ќе почнам со вебсайт. Викам, имам идеја, брат ми среќа од позадина е програмер,
каде што ќе направиме WordPress, супер, топ. WordPress едно Сами си сајтче, го направивте. вака, така, јас се разбирав претходно, нели, Да. позадина од компјутери, што, како, 2 дена научив како се Доменче, пишува, ау. доменче, што, како, почнав. Како ти текна да го викаш мој тренер? Не знам, размислувавме, седев и размислував што да биде, да не биде нешто на англиски, туку да биде на македонски, да не биде My Coach, да не биде као, My Coach имаше некој вебсайт, зошто да не биде мој тренер? Аха. Зошто да не биде на македонски? И сакав да имам македонски бренд. Дека знаеш Да. како е некако како во тоа време фитнес студио не постои. И сите теретани има атлета, се нешто латинско, све нешто, не знам, профи джим, се нешто каде што Аха. све беше на латиница, модерно беше сите продавници, после стана модерно да се стават Јасно, македонски брендови да се стварат. Ама на еден начин како да си го предвидел малце, Да, си ја предвидел и да. иднината оти. Прво е сајтот, Да, па има некоја година две Две дур години. да настане фитнес студио, кај што ти веќе стварно стануваш тренер. 2 години. Ама сајтов е пред тоа време. да. И затоа те прашам Мој како тренер. дојде. Да. Се разбирам од компјутери, се разбирам Photoshop, седнав си направив лого, што викам да биде логото. Чекај се, што да Ти биде го направи? логото? Да, ја го правев логото. Јак. И викам што да биде од кога влегов на 16 години во бодибилдинг сала, почнав да стварам одбивност према стереотипите што доаѓаат у бодибилдингот. Тоа се Пример? бодибилдери. Онакви батиња што се дерат пред огледало, што се стискаат ностоп голи по рамбовки. Некако не се пронедов да излезам да се надпреварувам во бодибилдинг. За тебе Затоа што поентата почнав- на вежбањето била друга. Не било бицепс, трицепс, така. рамо, нозе, грб. Тоа е тоа. Не, туку затоа што константно јас бев во едукација и во учење на човечкото тело, во сознавање на човечкото движење, понатаму да прераснам во професор кинезиолог, која што е наука на човечкото движење, ти сваѓаш дека не е све бицепс и трицепс, има и перформанс. Не е само да се изгледа набилдано. Затоа што јас, 16-17 години, влагање у теретана, толкави бицепси, правење, идење, фрлање ѓулето на атлетика, викам сега ќе направам државен рекорд 2 метра помалце го фрлам. Сум се набилдал, сум се скрутил, перформансот ми е многу послаб. Значи не е само набилдан мускул. Така јас можам дојди чучни и толкави бутеви, ама иди утре трчај, џабе, Така е. перформансот многу подобар. До некаде гледано мускулната расте, перформансот можеме да кажеме дека на изолирани вежби расте, ама крајниот резултат опаѓа. На некоја општа функционалност. Затоа што теретана како теретана е изолиран тренинг, не е мултифункционален Бодибилдинг. тренинг, бодибилдинг. Бодибилдинг. И мене поише почнале да ме интересираат кондиционите припреми. Спортовите, атлетика, гимнастика повеќе ме интересирало, пливање ме интересирало. И сега сваѓаш дека тој тип на тренинг си има улога некоја, така, каде што во она пирамида на подготовка физичка си наоѓа своја примена, ама константно ако го работиш само бодибилдинг. И така почна причата, нели? Мој тренер, јас, моето знаење почнав да го пишувам по вебсајтовите, да речам дека за 2 години пишав околу 860 статии, за 2 години имав достигнато преку 32.000 фанови во тоа време. Што На- збориш? Да, на фан пејџот на мој тренер МК. Што колку е денес? И имаше Или читаност просек од 8.000 до 14.000 пати да бидат отворени статиите што ќе ги напишам јас. Во секоја недела објавав 3 до 4 статии. на секоја статија на секоја статија имаш читаност од 14.000 од 8.000 до 14.000 просек читаност. Што значи сме биле дефицитарни со информации. А јас сум првиот на пазарот што ги пишува тие информации for free. 12 години. Пред 12 години. Пред Вау. 12 години почнав, првин седнав, ај викам, ќе напишам 10 статии, напишав 10 статии. Како ти доаѓаат теми, бе? Уствари нешто те прашам, ти си бил обземен, ностоп на нешто мислиш и Јас само сум човек чекаш што чита. оваа тема, ај оваа тема. Јас сум човек што чита.
Значи, книги што сум ги читал тоа време, ден денеска се икона, Да. што треба да ја прочита секој што се бави со спорт и фитнес. Тоа се основите. Сум читал многу тематики, ме интересирало све поврзано со физичката култура, не само бодибилдинг. И да, почнав да пишувам, експериментирам, сватив дека многу луѓе почнуваат да бараат информации за вежбање, поврзано со вежбање. Пишував многу стати имав за фитнес напишано. И сега во процесот јас како пишувам, константно ќе ми стаса некој имейл на мене, као здраво, гледам дека се разбираш, каде си тренер, каде држиш тренинзи. Баш тоа И ќе те ја викам, прашав. еден мейл, втор мейл, трет мейл, почнуваат да ме бараат луѓево. За да им бидеш Да, тренер. да им бидеш тренер. И сега ти уште- меѓу луѓево што ме познаваат, колегите знаат дека јас имам знаење, познавање, затоа што го кажувам тоа, го давам знаењето. И Моите колеги почнуваат да учат од мене, да бараат книги од мене, да се советуваат со мене за било каква работа. Зошто? Затоа што јас сум тој што веќе се поставил човек што има знаење. Не е само е пишал нешто наш. Туку све е референтно позади, све е и на потврдено за тоа себе време. го применуваш. Го применуваш на Ти себе. си некако као пример за Го живеам тоа. така, го живееш Да. тоа. Да. Еве, јас баш се смеам. Пред некој ден репостирав статус што сум го пишал пред 12 години. Што беше? Intermittent fasting, ладни тушеви. Пред Колку 12 години. јако е, И сега колку јас јако. го репостирам после 12 години, бум! Ко сега да било. Ко сега да е, ме разбираш? Тоа што сме го правеле ние пред 12 години. Да, така е. Што сме се Браво. туширале со ладна вода, што сме истражувале што е тоа intermittent fasting, денешно време е тотално нормално. Да. Многу информации, Апликации има, онака, све апликации, најнормално. више има научни трудови, многу научни трудови. Секунда само една мала пауза. Некоја камера се изгасила. На 30 минути се гаси кана. Не се овие Не се? такви. Тука тече причата. Мој тренер, пишувам стати, стигаат мејлови, фитнес, совети, како да се хранат луѓево, многу се бараше. Ја викам вака, јас може сум меѓу првите што пишуваше што е тоа здрава исхрана. После мене се појави на телевизија Бабарада и Бабарада направи бум. Леле, ја памтам. Памтиш Бабарада, книга продадоа, направија шоу од неја, Да, жената да, кажуваше многу работи, револуционерно за здрава исхрана, ама тоа не беше референтно. Она знаеше да каже дека банана е здраво, ама кога да се јаде банана, колку да се јаде банана, Да. кој треба да јаде, кој не треба да јаде. Така, све си има свое. Спортската исхрана е сосема нешто друго. И така ти кажувам, проаѓа време, јас пишувам стати, више имам датабаза, знаење, прикажано, почнуваат да ме бараат луѓе. Ја викам супер. Еден друг, абе, саш да ми бидеш тренер? Супер, ајде да видам да прашам по теретани, каде можам јас како надворешен соработник да влезам. Прво така. Една теретана не се заинтересирани. Тоа време немаше многу персонални тренинзи, беа неколку персонални тренинзи у градов. И многу специфични. И бодибилдинг, само за бодибилдинг имаш. Немаш онака Да. функционално. Да. Паралелно направив Тебе зашто анализа. те бара на почеток? Генерално кондициони тренинзи. Онака, Да, чисто да функционални фитнеси, те нешто бара поразлично, атлети или те не бара генерално рекреативци? спортисти. Спортистите пред бара све, као за нивните потреби. Да. Као гледаат дека они се бават со спорт, а нема толку опознавање од спорт. И им треба треба- дали превенција, дали зголемување, мобилност, вакви ствари. Да. И моите тренинзи на почеток кога почнав како фитнес студио и како го почнав всушност фитнес студиото. Седам на компјутер, гледам дека имам побарувачка на пазарот. Тој период јас почнав да тренирам кросфит во Македонија. Тренирав некои 3-4 месеца кросфит и решив да отворам функционален фитнес. Не кросфит, затоа што кросфитот е бренд, што спаѓа под функционален фитнес, али за мене во тој период кросфитот е само една гранка, еден правец на функционалниот фитнес. Сепак јас сум професор што има знаење многу пошироко отколку само еден бренд кросфит. Да. Постоа и станува ако спорт веќе само за себе. Си има своја примена и одлично се поставува на пазарот како една надпреварувачка лига и повеќе има направено добро отколку лошо, нели? Све што е ново излага на критики, ама кросфитот направи една многу голема револуција. Пак ќе направиме кратка пауза, извини, прв пат вака се дешава. Втор пат камера. Така малце, знаеш како е? Многу опрема, нешто. Добре, Технички да се одржува треба.
Те застанавме кај си почнал кросфит, си видел тоа си е своја бранша, Да. ама ти сакаш да отвориш твоја. Да, сакам да отворам моје, сакам да работам, да почнам завршив факултет и нормално е, више треба да почнам да работам. Како почнува причата, нели? Анализа на пазарот, многу побарувачка, јас седам на компјутер, работата ми е да си пишувам стати, седам и викам, а ја да отворам фитнес студио. Така гледам, една теретана ме одбива, друга теретана ме одбива као надворешен соработник да работиш како персонален тренер. И сваќам дека почнувам да правам математика у глава, викам, чекај вака. Собава кај што сум моментов 23-24 квадрата, ќе ја направам фитнес студио. Дома. И ја почнувам причата кај мене дома. WC-то го правам, ходникот со облекувална, WC, кујничка имам, дневната соба ја правам студио, правам пресметки што одма колку пари ми требаат, седнувам, правам математика што ми треба, огледала, текчиња, вратило, карихи за почеток, кетелбел. И не сум знал дека што, како, зашто, и сега почнувам правам математика. Правам пресметка, викам, добро, толку и толку пари, супер, имам толку и толку пари, причата ја почнам со некој 800 евро джеп. И седнувам вака. Размислувам се организаторски. Што треба да направам? Океј, тоа е добро, ова ќе го направам за една недела, студиото спремно. Луѓе, членови. Ај викам вака. Пишувам статус. За 3 недели од тогаш и тогаш се отвара фитнес студио мој тренер на таа локација. Програма, направив програма, што се тренира, како се тренира. Прв можеби што тоа време пишува дека има програма за тренинг. Не е тоа као такви типови на тренинзи, вакви типови на тренинзи. Не само дојди у сала програмата, туку работиш по програма, работиш стручно, кога ќе го прочиташ текстот, читаш дека има знаење, дека има познавање, тој што ќе ти биде надзор со тренер, помали групи, поради ниво на квалитет групите се затвараат на 4 членови, работам само толку, а? Да. Затоа што работев паралелно пливање, викам ова поруче ќе си работам фитнес, ќе си имам 3 групи, навечер со по четворица, понеделник, среда, петок девојчиња ќе работам, вторник, четврток, сабота машки ќе работам. Тој е систем, full body систем, не е изолиран тренинг што мораш секој ден по една-две мускулни групи, ти работиш 3 пати во неделата цело тело. Објавувам и само како што ги објавувам, почнува еден се прејавува топ 3, капацитетот ми е таму 24 луѓе, бум, 24 луѓе ми се пријавуваат за 2 дена. За 2 дена, ја ми се пополнети, ја викам готово, убрзувам, за 3 дена го правам студиото, почнувам со работа од наредна недела. Постепено почнува побарувачка персонални тренинзи, еден на еден. Плюс накнадно. И таа прича, ја веќе имам 23 години. На 23 години веќе ја стартам таа прича, имам моје студио, почнам да работам како персонален тренер на помали персонални групи и персонални еден на еден тренинзи. Со дадена програма пишано што се работи, како се работи, исхрана, дека даваме тоа време, тешко да даваше некој исхрана, исхраните што се даваа по теретаните беа 2 варени јајца и зелка салата. Ништо повеќе. Или пилешко и броколи. Пилешко, варено пилешко, стекјори и ништо друго. Само тоа е, мора да е варено, фрлена водата, да те дехидрираат, да бидеш без живот, али у спортскиот перформанс, бодибилдерската исхрана и бодибилдерскиот тренинг се на поише на одмет. Да. Спортски перформанс. Не баре тука спортски перформанс. И она што почнав да го давам како услуга, почнав да има страшна побарувачка. Ја нонстоп сум блокиран, кој да ми се јави, дечки, тој е капацитетот, јас немам простор за нови клиенти. Јас во година дена одбивам клиенти, многу клиенти одбив, се додека да помина 2 години да најдам соодветен простор, да се преселам во голема сала, за да можам да примам поголем капацитет. Тоа ќе те прашав, како сега низ годините расте студиова? За 2 години јас се преселувам на местото каде што и денеска сум таму, во тој простор. И што ти нуди сега тоа? Повеќе групи, повеќе луѓе? Поголем капацитет, одека како сум бил во соба од 23 квадрата, сега имам 180 квадрата работен простор. Можам да слушам паралелно 16 души. Сега си 16 по група. 16 души.
Да. Јас за 3 месеца како ја почнувам причата, јас имам 140 членови. Станува бум. И сега и тоа ти е лимит, поише не тоа може. е лимит, толку е. Толку. Понатаму требаше да се префрлам да земам уште едно студио и да влезам во менаџерски води, а не во тренерски води. А по струга сум тренер и сакам да си продолжам како тренер, а не во Да менаџерски правиш ланец води. на... Ланец на, да. Али наспротив создадовме некоја здрава конкуренција. Здрава конкуренција, затоа што бев сам на пазарот, ако немав конкуренција, можеби немаше да стасам до таму каде што сум и да напредува целата таа прича. Знаеш како ако си сам најдобар нешто, најдобар е тоа е капацитет. Да, не те брендовите тера напредуваат. да мениш. Во тоа време, тој период се отвори фитнес револуција, Ultimate Лебрас. Како се отворија фитнес револуција, Ultimate Лебрас? Огнен Бражански, фитнес револуција, Емил го отвори Ultimate Лебрас. Ние сме луѓе што Тој тренираме круг. заедно Тие тоа време. и као што да правиме, као сакавме големо студио да отварам, јас немав математика, викам ја ќе си продолжам, они си отворија посебно и на тој начин ние пак си соработуваме понатаму нели како фитнес, функционален фитнес и понатаму веќе во Македонија имаш еден тон фитнес студија помали од тој калибар. Функционален фитнес што не се официјално теретана. Да. А тој период јас кога го дадов таа како услуга функционален фитнес, на луѓето веќе им беше досадено од бодибилдинг, затоа што се појавија многу стереотипи и секој доаѓа и се кажа, абе не ќе ја таму да вежбам у теретана со тие таму што ми се стискаат, што ми креваат тегови, што ми се дерат. Бара подруга атмосфера. Плюс иде и не знае што да прави. Да, иде не знае што да прави, дефинитивно. Сам видел нешто, знае дека треба вежба, ќе или отиде кај до теретана. досадно ми е тоа, гради бицеп само. А вака иде кај тебе и фул боди, ти му кажеш, еве што се работи. Тоа работиме, вака работиме, така се храниш, вака се храниш, еве ти исхрана, еве ти диета напишана, исхрана, повели Бујрум, работи. Резултатите си го прават своето, задоволните клиенти си го прават своето и така таа приказка добива експанзија да во моментов имавме пред 2 месеца јубилеј, заокруживме 10 години фитнес студио мој тренер. 12 години, мој тренер.мк. Ше 50 да тераш. Фала. Сега, тоа е еволуцијата на фитнес студиото од аспект на бренд, организација, членство и слично. Истата еволуција, пак еволуција, ако можеш да ми доловиш, на фитнес студиото, ама од аспект на типот на тренизи. Океј, знаеме дека е функционален, знаеме дека е цело тело, ама сигурен сум дека како и ти стекнуваш се повеќе знаење за што и како делува на различни луѓе, дали и што точно самата програма на вежбање еволуира низ годините. Може би ја прилагодуваш за женски на еден начин, за машки, за постари, за помали. Како еволуира самото тренирање? Од тие времења до денес. Има едно правило, вика вака, топла вода не можеме да измислиме. Топла вода има. Али не секој му одговара да се бања со 42 степена. Мене ми е жешко. Јас сакам со 18 степена да се... Така да адаптацијата, персоналниот пристап си го прават своето, за да дадеш квалитет. Една иста програма, 20 души да ја следат, нема да имаат исти резултати. 20 од нив ќе се вложат, 18 души нема да се вложат. Така, башка, ако ја адаптираме на секого, ја модифицираме, многу поише ќе имаат прогресите 20 души, него ли само праволиниски да речем. Така да јас сум од таа генерација тренери кои што први почнаа да ги модифицираат тренинзите, да не идат со оние класични системи дека само тоа е тоа, гради бицепс, гради трицепс. Има и други начини. Во атлетската подготовка, особено затоа што атлетска позадина, јас сум истражувал многу, сум разгледувал словенски системи, бугарски системи, германски системи, руски системи, како вежбаат. И се имаш тројца врвни атлетичари што скокаат од место 3 метра и 40, 3 метра и 50, имаат различен тренажен процес. Едниот работи само фрла медицинки, другиот само трча, третиот крева поише тегови, а сите имаат ист перформанс. Значи перформансот може на поише различни методи, не значи дека само ова е оче наши, мораме ова да го почитуваме и мора на овој начин да вежбаме.
Ти ако не ќе со медицинки да работиш, ќе работиме со тегови, не ќе со тегови, ќе работиме вежба со сопствена килажа. Ама мора да има програма. Мора да е тоа Добро. програмирано. Кои се, окей, ако те сваќам правилно, значи има некоја основа и тачно, постојат некои основи на Основни правила на физиката основни и правила на хемијата. физиката, на телото, на Така е. биомоторика, на психомоторика. А еволуцијата повеќе ја сваќам како индивидуализирање од човек. Што значи денес ако дое нов кај тебе, што може да очекува? Како ја дознаваш, како ги дознаваш индивидуалните разлики на секој човек, за да знаеш што да прилагодиш и после кои се мерките, кои се параметрите кои што ги мериш, за да знаеш дали ова што си го прилагодил му одговара на човеков или не. Вака, мораш нешто, ја викам вака, возиш колата, сега си возиш кола, супер, ја тенаш engine check. И сега што треба да направиш со колата? Да ја однесеш на сервис и сервисот не знае што да сервисот не знае што да ја направи на колата, туку ти вика мора да има диагностика првен. Така. Доаѓаш ти кај мене, Тестови. имаш првен диагностика. Опиши ми ја. Супер. Томе, ти си спортист, супер, кажи ми Што сакаш? Првично вака, имам една анкета каде што морам пред да видам дали си ти здрав, историја повреди, да ми кажеш, историја и искуство, што све си тренирал, за да знам од каде да ми биде стартна појдовна точка. И Да знам сакам што да тучам, постигнам? како да тучам. Целта и врз основа на целта, рано е за целта. Првично да почнеме да видиме што знаеш, како знаеш. Океј. Ти си учел да вежбаш чучњеви, ама да видиме сега што знаеш. Покажи ми чучњеви. Јас работам 20 години чучњеви во животот, и ако ме праша некој, јас уште не сум професионалец за чучњеви. Пошто. Иако знам многу за чучњеви, сега ќе И седнам, милион ги имаш. 3 книги ќе ти напишам за чучњеви само. Да. Филозофија на чучнување, етика на чучнување. Колку те Психологија на поштојам што го чучнување. кажал, ја најголем респект имам за чучање и истото го мислам. Чученот, ја ќе ти Аe. зборам за чучан, модификации на чучан. Ако треба една Правилата се вежба да тие- правиш у живот, Да, чучања. правилата се тие за чучан, 20 клиенти пред мене со различна модификација ќе го прават чучанот, да го Да. прилагодиме на нивната анатомија, на нивните Е, тоа. можности, на нивната моментална состојба. Тоа ти е дел од диагнозата, Диагноза, после анкетата, да, понатака, биомеханички некои. Па види, постепено кога работам групен тренинг, ги водам кон групниот тренинг кон програмата, каде што сите делумно имаат иста цел да ги направиме некоја хомогена група за да можат како заедница да работат. Кога е персонален тренинг, целта е битна. Така, окей. тука идеме ако има цел, знаеме целта. Ако е во групен тренинг, знам дека целта им е или да покачат мускулна маса или да намалат килажа, тоа се модифицира Здрав плюс живот, синхронизирано јасно. Океј, со здрав сватам. живот и исхрана и регуларно тренингот е тој. Пак ќе речам топла вода, нема да измислиме многу, ама кога е персонализирана целта, јас ја кога работам еден имаш различна цел, работиме различна тогаш цел. Е тоа, уствари. Да, тука е. толку. Сакаш да научиш чучан, дојди кај мене ќе научиш чучан. Да. Ама кажи ми дека сакаш чучан. Ќе направиме целосна анализа од малото прсте Нели? до последниот пршлен. Исто е многу јако. Све комплет, ја викам вака, кога гледаш како почетник тренер, ја гледаш вежба од YouTube и ја копираш. Ја копираш од точка А до точка Б. Стартна и завршна позиција. Кај мене кога ќе дојдеш ако сакаш чучен да научиш, е цела алфабета од А до Ш. Јако. Има многу да се збори за чучен. чучање да ти е омилена вежба. Го земам како еден од основните Основни, вежби. За основни. дедлифт, дојди ќе збориме за дедлифт. Основни, да. Олимписко кревање, ќе дојдеме и до тоа. Основни. Кетелбели, ќе дојдеме и до тоа. Како сме почнале, до кај сме стасале. Нешто што се разликува од кај мене во мојот клуб као заштитен символ е кетелбелот. Кетелбелот во изминатите години се наметна како символ за сила. Историја на кетелбел, не знам што знаеш, колку се познаеш кетелбели, али знаеш дека со во руско име што беше на Џо Роган имаше едно добро Павел предавање. Цацулин. Цацулин. Павел Од Цацулин него знам за кетелбел. еден од почетоците на комерцијала на кетелбелот.
Аха, Вметнување на кетелбел во фитнес индустрија. јасно. Ние кога почнувавме со кетелбели, никој не знаеше што е тоа кетелбел. Прво и основно, сега дојде време да секоја фитнес сала има кетелбел. Да. Историјата. А ти на времето се мучел од кај ги набавиш. Значи, ја Павел Цацулин сум му ги нашол книгите првин, најдов му Бугарија контакти, најдовме неколку кетелбели, купивме, тукаш имаше Вау. некој кетелбел, тука се продаваше ситно изгор скапо, отидов у Бугарија, купив кетелбели, Павел Цацулин, предавање документарци Павел Цацулин, кој е најдобар, најблиску кетелбел лифтер, Гиривој спорт, Александар Милетич, Нови Сад, Србија, првак европски кетелбел, на Што? семинар 2 дена. Што Кетелбел учиме со Александар Милетич. И сега ние идеме, више имаме основа, ние најдобрите кетелбели, тоест надпреварувачи у Гиривој спорт со кетелбел, сме ги анализирале. Добар сум у биомеханика, анализа, што, како копија, сме направиле топ техника и сега ние идеме нека Луст на семинар. нова руска техника, кај овој. И сега ние учиме од него нова техника, не таа што сме ја научиле, сосема различна школа. Има две школи основано, едната е казахстанска, другата е руска. Федерацијата на Гиривој спорт е во Казахстан. Али е руски етно спорт, алтернативен спорт. Леле, јако е. Како почнало во некое звоното пред све е тег за сточна вага. Аха. Поголемите тегови се 12, 16, 24, 32 кила на сточната вага и затоа у теретана кога ќе влеземе кетелбелите се 12, 16, 24, 32 кила. Тие се стандардните тежини. И така како едно спорт се надпреварувале кој колку пати ќе го крене поише. Првата година кога го ставиле како етно спорт, како надпревар, у Русија имало преку 200.000 надпреварувачи. И тоа им влегува нив у традиција. Гиривој спорт е нивниот спорт руски, каде што они се комунизам, не го издаваат нивното знаење туку така. Павел Цацулин е првиот што излага од Русија и они го сметаат у Русија за предавник. Тоа ќе кажав се, а Он е така ми предавник, звучи, да. така го сметаат за предавник. Исто и Ги откриваш понатаму, тајните. Емилиенко и Иван Денисов. Иван Денисов е светски првак у кетелбел лифтинг, најдобар на сите времења. Организираме семинар у Београд, идеме кај Иван Денисов. 3 дена, кај светскиот првак, учиме кетелбел. Како, Да. какво е чувството на такви некои? Дали стварно научуваш нешто Да, што сам никако не Да, мога сега ќе ти кажам. Јас сум професор, магистер, така. Јас ја знам спортот, движењето, правам анализа, го гледам, сум го учел. го правиш на себе, цел живот го- у спорт. Јас го копирам целото движење на Иван Денисов и ја ја учам неговата техника. Извини, само грче ме фати. Не си Супер. сол. И ја го Приближ. учам целото движење Повлечи. го учам од YouTube целото движење техника на снеч и лонг сайкл, 2 вежби се тоа, од Иван Денисов. И ја го учам тоа, го тренирам пола година. Тренирам кетелбел и сега идам ја кај на семинар кај Иван Денисов. Светски првак, што е пак професор по физичка култура, магистер, ама он вежба 20 години. И ја мислам дека знам све, затоа што никад не знаеш. Шлагот е во оние ситници. И сега доаѓаме на семинар, супер, почнуваме, не анализира, не гледа кој што како, му привлекуваш внимание, гледаш дека те загледува, ти следи движења. А он као ви дава прво Да, неколку ти дава вежби да вежби, ајде правите. сега да видам кој како учете, ова подобре, тоа, Океј. као, кај си учел, му викам од тебе. Како од мене? Викам од YouTube, викам професор сум по физичка култура, знам биомеханика, ти јам гледам, аха, супер. Вика, затоа вика имаш добра техника, вика на дишење, затоа што мораш да синхронираш дишење со дишење. Да. Ама имаш моментуми каде што во тоа време ние не сме ги примеќале. Имаш колкава е паузата, моменти на релаксација, прецизност, користење на моментум на движење. Не можеш толку така да ги скопираш ако директно некој не ти ги пренесе како знаење. И он ти забележува такви деталчиња и ти вика деталчиња и ти тука кажа ова... тоа, овдека моментум префрли од палец према пета тежиште, на коси се малце понадесно. Да. Тежиштето, кога ќе удриш на пети,
турни со карлица назад да се олабави мускулот за да протече крв, да ти го вика. има тој... Не можеш ти да бидеш цело време по тензија и да направиш 300 повторувања. Не е возможно. Мораш да имаш моментум на Мини релаксација. релакс, да. Користиш моментумот на слободен пат да се олабаш, да вдишиш многу подлабоко и да почнеш со хипервентилација. Има моментум каде што до тогаш не сум го знаел. Они го викаат second breath, второ дишење. Првично кога започнуваш да работиш, да речеме техника long cycle, имаш циклус на дишење. Ама тој циклус го почнуваш свесно. Добро. Така, ама тоа го правиш свесно. После втората, трета минута твојот централен нервен систем влага у second breath. Се автоматизира тој ритам. И ти више не си фокусиран на дишењето. Дишењето само си дише понатаму. Останува во тој ритам. У тој ритам. Си влегуваш буквално Без да го у мислиш. катарза, си влегуваш у транс и си работиш у тој ритам. Ама треба време да станеш. Тоа ти е кога ќе почнеш да трчаш, имаш, нели, фокус на дишење, движење. После едно време си у медитација. Автоматизам ти е, да. Автоматизам. Тоа е тој second breath, кај што го викаат. Второ вдишување. Ама мора да правиш репетишн. Мора да имаш репетишн за да дојдеш до тој левел. Приближи се го. И во Не бе само донеси да, на кај тој моментум, сум добил као многу искуство директно од најдобриот во кетелбел, каде што ми рекол да доеш у Русија можам да те направам светски првак, затоа што не сум од старт почетник, туку веш имам high level знаење, ми требаат ситници, нели, еден процес за да можам да станам. Не, избегавам надпревари у животот. Си тренирам само ради себе и се надпреварувам сам со себе. Иако сум достигнал да речам со 32 снечови приближно колку светскиот првак. Што е захтевно да доеш до таа подготовка. Тоа од секад ми било интересен момент со тебе и баш убаво сега што ме потсети. Ја имам прилично голем восхит за луѓе што сега ти што кажа, што тренираат, а немаат конкретен надпревар. И сега знам дека нема ме сватиш погрешно кога кажувам цел. Имаш ти цели, си задаваш цели. Ама јас, например, мислам на онака, чекај сега, имам надпревар за 6 месеца и сега тренирам за тој надпревар. После тој надпревар има ова, има она. Ја, например, многу повеќе функционирам така. Сезона за сезона, може заради атлетиката ми е тоа, и научен сум да правам периодизации кои што вклучуваат пик, токму тие 2 недели, и тоа и мора, тие 2 недели мора да ги искористиш и може би влечам некоја навика од тоа, ама цел живот секогаш ме восхитувале луѓе што го немаат тоа, а сепак тренира. Дури чудно ми паѓа. Дури онака ми е, ја не можам така. Ја ако немам надпревар у јуни, не знам што да правам у декември. Ако немам надпревар у октомври, не знам што да правам у август. Да. Некако ме води таа динамика, а ти и многу, за не се многу, ама број луѓе функционирате не така. Како, човече, зашто, што те води? Зашто тренираш ако не за тоа? Вага сега, вежбам фитнес 20 години. Да се биде во топ форма 20 години. Знам. Воопште не е лесно. Знам, за тоа те прашувам, зашто ти нема застанеш. Кога ќе кажеме фитнес, тоа е бодибилдинг само да изгледам убаво, туку јас 20 години бркам некаков перформанс. И не сум само стрент атлет, туку сум и ендуренс атлет. Си имам некоја филозофија да работам на личните моторочки способности. Тоа не е само брзина, тоа не е само издржливост. Не е само сила, не е само мокност, не е само експлозивност, не е само прецизност, не е само координација. Сето тоа сум сакал да го искусам. Сум сакал сите спортови да ги искусам. Целиот потенцијал. Да. Сум почнал да возам точак, сме почнале со водно, сме правиле организација, сме возеле, па чекај, сум сакал на Солунска да се качам. Чекај, ќе се спремам 2 месеца баб со точак на Солунска. Чекај, сакам Пелистер да го качам. 2 месеца се спремам баб, сум се качал на Пелистер со точак. Сум наоѓал некакви микро цели што ми се мене лична сатисфикација за јас да си докажам самиот на себе дека ете јас можам. Тоа не значи дека сега јас вежбам фитнес и дека немам цел. Константно имам некоја различна цел.
Ми Да. било филм Чучен да подобрам, личен рекорд. Ми било 210 кила, сум сакал 220 кила чучен да направам. One rep. One rep. Сум прошол 6-7 месеца теперинг, програма, протокол за да дојдам до таму. Не можеш да направиш со его лифт, чекај сега ќе Да, правам. да. Сум сакал дедлифт да подобрам. Сум имал 220, сум дошол до 265 за 6 месеца. И сите Значи, тие такви прогреси, целички некои. сите И тие пак не ти е до бројката, пак е до искористување на целиот потенцијал не на сум на ја телото. не сум ја бркал бројката 265. Да. Јас сум бркал јас колку можам да кренам. Така. Не сум се надпреварувал со никој. Ако се надпреваруваш, можеш многу брзо и лесно да се повредиш. Океј, ако е така, Тоа значи се, види се, збориме, дедлифт 265 кила. Воопшто не е наивно. Ако е 500 кила светски рекорд one rep, јас сум просечен лифтер у дедлифт. Ја кривам 265 кила. ама тоа е и процент од body weight. Тој што крева 500, тоа е 200 кила. Дефинитивно. Колку си? Дефинитивно 100 кила. 100. 100 кила. И така и да. Повеќе од 2 пати, тоа е веќе Работите. завидно. И сега, у денешно време е многу лесно. Сакаш чучен, супер, ќе отвориш апликација за чучен, ќе ти каже периодизација, програмирање, што, како и зашто. У наше време, кога се вежбаше чучен, немаше ниту правилна форма на чучен, од кај да најдеш, ниту пак програма да најдеш. И сега јас знаам од времето нека бугарска програма, бугарите каде се спремаат. Знаеш, на времето бугарите стануваат од нигде никаде олимписки прваци, олимписко кревање, тегови, од нив се учи многу, они се Squat водечи. every day. Да, и сега јас знаам некоја програма каде што се вежба 4 пати чучен у неделата. Да, бе, знам. И јас почнувам да вежбам 4 пати интензитет, боли глава 60, 70, 80%. За 3 недели ја ги воспалвам колениците. Волумен и интензитет. Ја ги разговори. воспалвам колениците да не можам да одам на чучен 170 кила. И сваќам дека уствари таа програма што е најдена е за у тоа време за тие ликови што имаат рекавери на стероиди. Ја не земам стероиди, ја не земам суплементи. Јас сум natural bodybuilder. Да. Јас си вежбам за себе и сваќам дека треба таа програма да ја модифицирам како професор, да ја адаптирам на мене, на мојот рекавери, за да имам прогрес. Јас избацувам еден тренинг, во 2 тренинзи намалувам интензитет и јас имам прогрес со истата програма, ама модифицирана. Да. Е, оној момент каде што во денешно време сите тренери продаваат, нели, програми. Многу е модерно да се продаде програма без диагностика. Тоа е познато виш. Не, Продавам се фитнес надевам без доволно диагностика. знаат луѓе дека не треба туку така на слепо. Да, ама еве, јас стално имам јавување. Пред некој ден ми се јавија. Абе, Дај ми програма. дај ми програма за прва лига кошаркариве у Гостивар. Не можам така да ти дадам. Ќе ти Да. дадам, не можеш. Најдобрата, значи на Майкл Џордан тренингот, копирај го у кошарка, Аха, што обавезно. 3000 шутеви на кошка правиш, ниту имаш капацитет да правиш 3000 шутеви. Второ, он работел на шутеви затоа што му биле слаби шутевите. Ти треба на друга диагностика да направиме на други слабости да работиш. Да. Така да, мојата филозофија и идеологија е работа на слабости. Мораш стално да си ги најдеш слабите Своите. страни. Да. Сега се гледам огледало, бицепсот ми е најак, влечам на бицепс 40 кила, дај са 42, не, занемари го бицепсот, вежбај го трицепсот, ако ти е слаб. Аха. Листовите ти се слаби, листовите. Тоа движење, тоа комплексно движење. Вежбај го тоа што ти е слабо. Стабилноста ти е слаба, вежбај стабилноста. Циклираш така за себе кога си правиш диагнози, евалуации. Има ли некој период од 6 месеца, година, 2, кај што сваќаш дека си направил круг, си работел на нешто, па си се префрел, па си се репил меѓу време ова слабави. Знаеш како Константно. да циклираш низ Вака. низ работите. Кога ќе зборам за перформанс, зборам за личниот перформанс. Да, за Сум тоа. започнал на 23 години, сум можел да направам кога сум завршил факултет 24 згибови. Аха. Што сум сакал понатаму да продолжам перформансот на згибовите да дојдам до поголема бројка. И сега за да дојдам јас како згибови, јас си вежбам генерално фитнес, така. Ама ако сакам да моите згибови да бидат подобри, јас имам плюс програма каде што работам 3 Добро. пати у неделата згибови. Знам како да ги дозирам. После нешто друго ќе патиш. Сум дошол до 30, до 32, до 40, личен рекорд ми е 49 згибови у серија. Ама тоа се 20 години ретроспектива. Вежбање, тренинг. Не сум направил и- јас Така 49. не, така. И у некој момент сваќаш, окей, доста ми се 40, сега
Да, Го и сега го сум занемарив ова друго. Сум имал 43, сум направил 49, викам доволно е, сега ќе си вежбам други слабости. И не можеш да бидеш у врвот секад на сите, на све перформанс, ама можеш за 6 месеци да бидеш многу добар. Тоа е убавината на генералниот фитнес. Сакам да пливам брзо, 6 месеци занемарувам све, пливам 6 месеци, јас сум многу добар пливач за 6 месеци. Сакам да бидам бајкер за 6 месеци, сум многу добар бајкер. Нема да бидам у топ 10, ама у топ 20 ќе влезам. Така, и сега, едно потешко прашање. До кога? Размислуваш ли некојаш до кога ќе тераш ова што го тераш? Две работи. До кога ќе тераш за себе, така да тренираш, и до кога ќе тераш други да тренираш? За себе до крај на живот, дефинитивно. Како идат годините, сме многу паметни, си го модифицираме интензитетот, фреквенцијата, волуменот. Ако пред 10 години сум правел по 10 тренинзи у неделата, сега правам 3 тренинзи во неделата. И одржувам формата, свежината. На крајот денот сега имам многу поише обврски, работни, каде што умствено сме многу повеќе активни, не мора и физички да бидеме толку активни. Со текот на годините сме учеле од своите грешки, директно сме биле инволвирани во туѓи грешки, да учиме од туѓите грешки и на тој начин стануваме се поквалитетни, подобри изведувачи на тоа што го правиме. До кога ќе ги терам другите? Другите. Па знаеш, веќе... ова, извини, ова може поише како прашања за планови. Да. Имаш ли, Да, да. немаш ли амбиции, некои ептен, високи, големи или... Знаеш, поише у таа смисла. Види, ако немаш цел и амбиции, онда е удар у празно. Па тоа, шо се? Не ти треба никој пат. Стално гледам level up, стално треба нешто Кои се, повеќе шо да се? се направи. Кои се, што се? Стално гледаме да го кренеме квалитетот на фитнесот, на фитнес индустријата, да направиме нешто повеќе за фитнес индустријата, современи технологии, cutting edge, да вклучиме нешто плюс. Сепак, знаеш како викаат, светот останува на младите, ама старите се тие што го држат во рака. Така да Ти у кој си сега? па веќе идеме кон префрлаш? старите, затоа што имаме 20 години работно искуство. Новите што доаѓаат, што измислуваат нови брендови и трендови, ние сме тие што треба да станеме и да кажеме ова чини, ова не чини, ова чини, ова не чини. А не они да дојдат и да речат, слушаш, ова чини. Од сега ова преш. Да. Од сега правиш ова. Оваа вежба ти е за колено. Најдобрата вежба за колено. Мразиш? Не, ние тоа 20 години го работиме на друг начин, методски и немаме никакви повреди. Да. Ама сега ти можеш да го брендираш и речеш тоа е тоа. Разбираш? Без разлика, многу брендови се појавуваат. Да. А основите не се менјат. Најчесто се губи едно време лупот и се забораваат основите, па се иде cutting edge, па после cutting edge кога ќе дојдат со hitting the wall, се враќаат назад кон основите. Секата така. И после ќе сватиш, чекај основите да ги покријам, Да. и поменам. Да, јас стално викам, зашто спортистите после повреда се враќаат многу појаки? Зашто? Затоа што ќе се вратат чекор назад и работат на слабости и на основите. Назад. И ти кога ќе се вратиш, си повредил колена. Па ќе се ставам 3 месеца стабилност, прецизност, правилно движење да работиш и после кога ќе дојдеш, после 3 месеца хипертрофија, ти викаш и никад не сум имал толку добар чучан. Зашто? Затоа што 3 месеца никад не си работел слабости. Да, Сега 3 месеца работеше слабости. Без разлика дали бил лактот повреден, рамото, коленото. Ја работам со доста луѓе рехабилитација. Рехабилитација и ги враќаме многу добро во форма. Си имаме своја метода. Од друга страна, веќе имам многу големо искуство, кое што веќе го преточувам на хартија. Се надевам наскоро ќе излезе книга, нема да кажеме која е, што е, како е, која насока, али е некаква методика за буквално ќе биде едукација на едукатори, да ги не тебе како клиент, туку на твојот тренер да му дадеме насока како да направи диагностика, за да ти направи 15 минути пред тренинг спецификација да работиш ти на твоите слабости. Да. Секоја како ја доаја
терминологијата ние ја преведуваме буквално warm-up, загревање. Да. Не, воведување на телото во тренажен процес. Аха. А како ќе го воведиш ако не го нацентрираш? Гитарата како ќе ја свириш ако не ја наштимаш? Браво, бе, знаеш не е колку само посоодветно е warm-up, воведување во тренинг. Warm-up е загревање. И сега што треба да се заграм? Ај, ќе скокам лево, десно ќе се заграм. Не, правилно да го водиш. Што е гитарата ќе ја дрнкам за да ја заграм, не ќе ја наштимам за да има добра мелодија. И треба да имаш знаеш боле што ќе следи. Јас ако знам дека правам компензација на десното стапало повеќе завлагам на кај палецот, јас ќе правам вежби за активација на глутеус, Да. што ќе ми даде боле перформанс и стабилност при вежбање на чучан. Колку боли термин, браво. Терминологијата- Ќе запишам дури. Терминологијата нас ни е катастрофа. Воведување во тренинг. Да. Многу попрецизно и конкретно кажува која е поентата на загревањето. Загревањето, да, не е само ајде да се загрееме. Оти ова автоматски значи дека треба унапред да знаеш што ти е тренингот. Да. Многу често и тоа се случува. Ти што на тренинг не знаеш за што тренира. Треба Ја да тоа го знаеш викам што е тренингот пропуштен тренинг. и треба да знаеш што специфично да се загрееш за да имаш, нели, генерално загревање е све окей, ама ако имаме персонално воведување за секој посебно, имаме диагностика, знаеме кои ми се Cool. слабостите, така ќе знаеме дека тој Воведување у тренинг. воведување во тренинг, таа терминологија му доаѓа нешто како вака викам, загревање води кон рехабилитација. Воведување во тренинг води кон прехабилитација. Превентивна од повреда. Ти за да бидеш превентивен, не смееш да дозволиш мускулна компензација да се случи додека вежбаш, јаките мускули да ја превземат работата, а слабите да ги занемарат. Не, браво, колку многу работи само повлекува овој термин. Повлекува дека треба да знаеш што ќе правиш. Повлекува дека треба да знаеш со кој работиш. Не можеш да го воведеш ако не го познаваш човекот. И треба да си ги знаеш своите слабости. Е така, кои му се слабости? Не, јас са размишлям поише од како си ти тренер на некој и тој некој сега го воведуваш. Треба да го знаеш. Не можеш на слеп од кај да знам што да те воведам. Значи мора да си го знаеш својот атлета. Да. Многу убави без работи повлекува. Тоа е поентата на функционалниот фитнес. Функционалниот фитнес е само бренд се уште. Ама насоката на функционалниот фитнес да биде нешто функционално. Да има константен прогрес. Да има перформанс. Да нема повреди. Тоа е целта на функционалниот фитнес. Јако. Пред да затвориме, да се вратиме на фактот дека зашто си од секад си ми бил интересен и зашто многу сакав да правиме муабет, е баш заради тој факт дека покриваш таа некоја сива зона на времиња во македонскиот спорт, од кога, кажи речи, немало ич, за сега да има многу повеќе, и си во уникатна положба да ги имаш следено. И трендовите, и навиките на луѓето. Дај ми еден рекеп, една така, од твоја гледна точка, што имаш забележано во самите луѓе што доаѓаат кај тебе на тренирање, како нивниот однос кон тренинг се менува пред 15 години, зашто ти доаѓале, сигурно приметуваш некоја разлика и во самите луѓе кои доаѓаат, бар ја приметувам као одам од денешно време, од пред 15 години, воочуваш некои такви ствари? Хајде да кажеме дека во денешно време, за разлика од минатото време, пред 15 години, имаме во денешно време многу поголем спектар на информации. Каде што го гледал Гогинс на YouTube, се мотивирал и доаѓа он треба да направи 500 згибови денеска, 5000 згибови. Не да работи така. Така ти доаѓа денес. Со мотивација со све, ме разбираш, али знае нешто што е како. Порано ти доаѓа ти викал сакам да научам згибови, сега ти доаѓа мотивиран да направи 5000 згибови. Иако не знае да прави правилно згибови, ама он е мотивира. Така да многу информации ќе дојдат со специфични барања затоа што прочитал нешто, слушнал, не се едуцирал, не знаат како функционираат нештата, нели? Имаш многу различни барања.
Сега, ја викам вака, кога се бар услуга, еден на еден персонални тренинзи има поголем спектар таргет групи. Имаме, ја викам, помадарци, нели, што е нормално, познати луѓе или кои што не сакаат да се мешаат со луѓе, сака еден на еден да си остане low level, никој да не го замара, да си вежба, да не му дое некој да се сликаме. Тоа се едната категорија. Другата категорија се луѓе што има стварно потреба затоа што имаат физички проблеми или дефицит или повреда, рекавери работи со нив. Трета категорија има спортисти каде што бараат перформанси и напредок и едукација пред све, да дознаат нешто повеќе и све повеќе и повеќе, да речам дека последниве 3 години пост короната имаме препорака од психолози да се бават поради длабока депресија, да се бават луѓето со спорт. И тогаш кога луѓето се во депресија, не ќе пак да се мешат со народ, бараат услуга еден на еден. Така да има многу депресивни луѓе што работиме еден на еден. Така да ние сме и перформанс, значи, и психолози што се вика еден на еден. Друго е на шалтер да ти дојде човекот и да ти рече сакам овој да си замине, ти мораш цел саат, 3 пати, 4 пати неделата да бидеш со него, да разговараш, да работиш, да го мотивираш, да го туркаш, да го пробуваш, да направиш нешто повеќе, да го поткренеш. Рехабилитација, да се врати чекор назад, не иде, чекај, пак реакција, врати се назад, работиме друга слабост. Комплексна работа е. Тоа би рекол дека е малце сега поразлично. Да, тоа е нешто малце поразлично, имаш различни таргет групи, не е само општо фитнес за тоа и тоа е тоа, туку се модифицираат. Сега пред малце нели ми ја спомнаа на сива зона, каде што би направил една така анализа мала на пазарот од денешно време, од денешна перспектива, што е тоа што фали во фитнесот, во фитнес индустријата во Македонија. Тренери. Имаме во Македонија преку 2000 тренери во фитнес. Кога кажуваш тренери, мислиш на дипломирани? Па, кој е дипломиран, кој не е дипломиран, кој нема никаква диплома, кој има бодибилдинг диплома. Сам си се модерно е тренер. Во денешно време да се работи функционален фитнес. Во секој фитнес студио има кетелбел. Никој не знае да работи кетелбел. Покриени сме во држава со лиценца, мораш да бидеш лиценциран тренер ако сакаш да работиш. Така. Добро. И ние сме сите покриени со лиценца за изолиран бодибилдинг тренинг. Али од мултифункционални движења, ние немаме лиценца за мултифункционални движења, а трендот е сите да вежбаат функционален фитнес. Добри, што сакаш да кажеш? Има 2000 тренери, ама нема тренери? Ама ретки се тренерите што излегле надвор од државата да се едуцира, да земе кросфит работи, да земе семинар 1 кросфит, семинар 2 кросфит, семинар 3, левел 1, левел 2, левел 3, така. Значи, кога кажаш нема тренери, тоа значи дека се самоуци. Самоук тренер има многу и сите знаат све, ама немаме програма, федерација што ќе рече дечки, еве ако сакаш да функционален фитнес, дојди положи го. Току ти можеш да работиш. Па делумно го нема во други држави, да. Во другите држави законската регулатива е сосема подруга. Ти да отвориш и да регистрираш фитнес клуб, мораш пред све да бидеш дипломиран професор по физичка култура. Кај нас има дупка у законот каде што ти можеш да отвориш без да си дипломиран професор. А понатаму ако сакаш да се бавиш со фитнес, мораш законски да имаш лиценца, пак да бидеш лиценциран, без разлика ти што си завршил факултет, тоа ти е основата, понатаму ти е спецификација. И тоа го нема? Тоа го нема кај нас. Малце е каша попара со законски регулативи и спорт и све останато. Човече, поминаа 20 години, се уште кога ќе дојдат клиентите, подпишуваат договор дека ќе идат на спортска медицина на собствена иницијатива, дека клубовите не одговараат за нивното здравје. Да. А тоа треба законски да биде, ти кога ќе влезеш во фитнес студиото, прво и основно треба твојата диплома да биде над зидот, да знаат дека ти си дипломиран професор. Добро. Понатаму лиценца над зидот, да знаат дека ти си лиценциран, да знаат со кого работат. И мора клубовите да ги апдейтуваме, да ги тераме клиентите да идат на спортска медицина. Затоа што е модерно, интензивен тренинг, high intense тренинг, а ти немаш спортска медицина. Така, сега, доаѓа малце од страна на тренер да речеш, чекај бе, шо правам ја, ќе направиме глупост, така. Дај да не ги форсираме, да не го креаме перформансот. Сега, доаѓа момент каде што ние поише работиме со рекреативци, со понизок интензитет,
понисок волумен, не конструираме многу јаки атлети со цел да се заштитиме да не дојдеме да направиме Да глупост. Зошто? одговараш. Затоа што нема ти да одговараш, ти си заштитен, ама знаеш свесен си дека ќе направиш глупост, нема спортска медицина. Спортска медицина се прави на 6 месеци ако си надпреваруваш, така? Како гледаш ти тоаш решение на ова некоја сива? На програмот, проблемов. стално мораш да Дека најдеш. проблемов се согласувам. Е проблем. Како мислиш ти дека може да се реши? Решението треба да го бараме напред, а не назад. Мислам да ти кажа неколку идеи. Назад е Организација решено. за лиценци. Да. Ама пак бе тоа некако на ниво на држава. Како се прави човек? Све има начин како да се направи, нели треба федерацијата да направи нов тип на лиценца, каде што ако сакаш да работиш таков тип на фитнес, сепак е фитнес, мораш да дојдеш таа едукација да ја направиш. И да има обновување. Константно Ко со обновување. судиите што Кој што имаат. судиите што имаат, нели? Судија не секој 6 месеца како се они идат. 6 И или на физички година. тестови прават и Така. не можеш судија да бидеш Да, онака. мораш затоа што константно има нели промени. До едукација и до едукација. Да, нешто такво. Ама еве па бе си бил по семинари у странство, си бил у комуникација со не знам луѓе од други држави, некои примери од таму. Кај нив законската регулатива е тоа дека секој што ќе влезе во било кое фитнес студио мора да има спортска медицина. Дека си здрав прав, да се бавиш со Индивидуата што доаѓа да тренира. Да, треба да ми донесеш и да ми дадеш јадеш, ама окей, супер, си влегува архива, повели, бујрум користи си. Сега ја тоа го спроведувам кај мене на друг начин, каде што си ја моја апликација, доаѓа се регистрираш кај мене у клуб, си добиеш апликација, си ја скенираш, кога ти е уплатена чланарината, си прави мала анкета, terms of use, што, како, зашто, си штеклираш дека си прочитал, таму си пишува дека нели Си бил да си се прегледаш. се прегледаш, сега ќе гледам да го апдейтувам тоа, да ставам нешто да им свети константно црвено, да го слика налогот дека бил Чекај, имаш за на телефон апликација за мој тренер интерна студио? мој тренер фитнес студио апликација, која Аха. што кога ќе дојде клиент, јас Наместо му ја давам. подпишувања да го речу, да? Тука да си биде све. Се согласувам. Да, тоа е тоа. Па да, стварно таму да си убациш и Решен проблем. аплоуд. Аплоуд дека си бил Документче, налог, нешто, документче, спортска скенче, медицина. Ако им свети црвено, повеќето ќе почнат да го применуваат. А и ти ки имаш увид. Идејата е да ги мотивираме луѓето околу нас да се грижат повеќе за себе. Да. Ние ја викам вака. Ако ми дојдеш и ми речеш дека те боли колено, и јас сега што и да ти кажаме гатање на гравчиња. Да. Ама ја можам да ти кажам, иди направи снимка. Стручно мислење од лекар, налог, па јас понатаму знам што да правам. А сега ако ти дадам тренинг, треба Па, ајде да и- гатам на гравчиња. 10 различни тестови за да видиме тачно како зашто те боли. Нашето искуство е прецизно, пак колку толку, знаеме што е како е, ама црно на бело сме сигурни што работиме. Зошто да направиме микрогрешка, кога може да избегнеме и таа микрогрешка, да не експериментираме. Јасно. Така да кога имаш спортска медицина, јас многу пати ќе отидам ќе направам крвна слика да видам што сум, кај сум со крвната слика. Да знам што да сменам суплементација, исхрана, така, што да подобрам. Потка Флуентни сме, биолошки битија сме. у многу ствари си бил прв, така да еве во некои од овие нови идеи и решенија биди и во тоа прв. Зошто да не, да, Звучи, дефинитивно. јас се согласувам, звучи дека треба, ми звучи како веќе да имаш добри идеи за како да се решат тие проблеми. И се најдобро, друже. Фала ти многу. Фала ти и тебе. Некоја порака Да. до новите луѓе што им се тренира нешто. Новите луѓе. Ајде вака, кога се почетници и кога почнуваат да се бават со нешто, со фитнес е во случајов или со било кој спорт, ја викам вака, стално правило број 1 е полека се учи, брзо се греши. Не можеш да покажеш перформанс на движење што не го знаеш. Мораш пред да го научиш. Така. Учиш олимписко кревање на тегови, учиш 3 месеца со шипка, само како се влече шипката. Певец е пластична. Певец е пластично. Учиш бокс,
3 месеци учиш чекори, синхронизација, рака, нога, после ќе маваш вреќа. Тачно. Полека се учи, брзо се греши. Ако те пуштам одма да маваш на вреќа у бокс, ќе направиш повреда и нема да дојдеш до врвниот резултат. Во сите спортови е тоа така. Полека се учи, брзо се греши. Тоа ми е нека основа, нели? Свига. Каде што им ја кажувам на сите, сега имам јас правило број 2, правило број 3, ама Нека си дојдат кај тебе, нека си научат повеќе. така, зашто ако збориме, ќе збориме дутре, подкаст Така е. 2 сата, ние малце. Така е. Убава порака, ми се свиѓа, вака да го завршиме. Полека се учи, брзо се греши, паметно луѓе, ама не престанувајте. Тренинг за секојаш. Фала ти, Ватка. Поздрав. Мило ми беше.